Satnam, Satnam za sите. Стрикна млада месечина. Имаме токму денеска, 1 февруари 2022 година. Се вклучуваме во нашиот медитативен круг, ја прилагодуваме нашата внатрешна вибрација со вибрацијата на енергијата која ни е достапна за време на оваа млада месечина. И секоја месечина, односно секоја млада или пулна месечина, како и движењето на месечината, има своја специфична енергија, бидејќи формира аспекти со целата своја околина кои се специфични за еден одреден период. Со оваа енергија и ние се адаптираме, се прилагодуваме, едноставно од фактот затоа што нашата емотивна енергија е нашата месечина. Нашата витална енергија е нашата сончева енергија. Секоја планета е аспект од себе си, квалитет од себе си. Затоа кога месечината на 2,5 дена го менува знакот, ние се чувствуваме поинаку. Кога сме вклучени во себе, можеме да препознаеме дека квалитетот на енергијата е поинаков кога месечината го менува знакот. Исто и со Сонцето. Сонцето го менува својот знак на 30 дена и секогаш кога владее во одреден знак, сите ние заедно го чувствуваме квалитетот на тој знак. Јоги Баџан често кажува дека планетите немаат негативно влијание на нас, кога нашата вибрација е подигната и вибрираме на божествена фреквенција. А што значи божествена фреквенција и да се вибрира на божествена фреквенција? Токму за тоа ќе зборуваме и денес преку знакот на Водолија. Денешната млада месечина е во знакот на Водолија. Во знакот на Водолија нормално заедно е со Сонцето и Сатурн. Во оваа позиција, токму како што се денес, имаат силно влијание на нашата психофизичка, духовна состојба и затоа ние се прилагодуваме со оваа фреквенција и уживаме во плодовите достапни во знакот на Водолија. За секој од нас, независно кој знак сме лично во Сонце и месечина, како што се случуваат овие движења на месечината и Сонцето и планетите со аспектите со другите планети кои ги формираат токму сега, се и за нас автентични, уникатни за овој миг и неповторливи. И ова е протокот на универзалната енергија која никогаш не се повторува себе си. Ние сакаме да се повторуваме, ние се повторуваме, меѓутоа со прилагодување на универзалната енергија можеме секогаш свежо и одново да се чувствуваме и да создаваме во оваа реалност. Најпрво ќе се вклучиме. Јас сум Харипал Каур Кристина, за тие што сме нови, практикант и учител по кундалини јога. Ги одржувам овие наши медитативни собери и редовно правиме медитација предизвик од 40 дена. Ако си нов, едноставно дозволи да пливаш во ова што го правиме, со тоа колку што можеш и како што можеш, а за повеќе пракса можеш да ме контактираш и да ги посетиш нашите редовни часови. Се вклучуваме со Ади мантра. Мантрата е под видеото. Влегуваме во нашиот внатрешен простор, каде што иницираме внатрешна промена со нашата денешна медитација, која е идеално прилагодување со енергијата на Водолијата. Седиме во положба, во која и да е положба во која можеме да седиме исправено со рбетниот столб. Дланките, прстите во гијан мудра, брадичка кон напред, градите подкренати, гледаме во просторот кај третото око.
Vidi svesen za dešenje što se odvija prirodno i tekovno. Diši globoko. Izdiši. Diši. Izdiši. Diši. Izdiši. Še vedno diši. Izdiši. Aktiviraj toplina v dlankita, soplotrivanje. Когато почувствуваме дека топлината е активирана, донеси пред срцето во молитва, убаво споени, фокус на трето око и со звукот активираме во центарот на главата. Вдиши длабоко. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Diši globoko. Muband. Fokus kaj trето око. Ако си во циклус или бремена, нема мубанд, едноставно задржи го здивот и полека издиши. 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 Сатнам. Нашата внатрешна мудрост, нашето трпение, нашата дисциплина е нашиот Сатурн.
Планетата Сатурн е објект надвор од нас. Планетата Сатурн ги представува квалитетите кои секој од нас ги имаме, односно сакаме да ги негуваме и да ги извадиме нивните највисоки вредности. Чувствата, доживувањето, интензитетот, женската енергија е нашата месечева енергија. Силата, решителноста, одлучноста, поривот, охрабрувањето, инспирацијата, мотивацијата е нашата сончева енергија, нашето сонце. Денес и Сатурн, и месечината, и сонцето се во знакот на Водолија. Каква е енергијата на Водолија? Енергијата на Водолија е енергија на еволуција, на револуција, на порив, на движење, на народот, на заедницата, на новоста, на иновациите, на технологијата, на тоа што не движи напред, на тоа што никогаш не застанува и континуирано се инволвира во нова еволуција, во ново создавање. Ова е енергијата која ни е достапна не само денеска, туку веќе подолго време, бидејќи Сонцето на секој 2000 години, според учењата на Јоги Баџан, го менува својот знак. Нели, ние секој сме родени со одреден сончев знак. Јас сум со близнаци. Кога знакот на Сонцето се менува на секој 30 дена, иако сум близнаци, ми се менува и мене енергијата. Кога сум во Овен, ги чувствувам повеќе квалитетите од знакот на Овен. Ова менување на Сонцето околу зодијачкиот круг е на 30 дена. Меѓутоа, како што ја имам фиксен знак во близнаци, така и Сонцето на 2000 години е во одреден знак. Веќе сме на прагот кога го ја оставаме енергијата на рибите, во кој во минатите 2000 години беше Сонцето, и сме влезени во комплетно нова енергија, одредена од Водолијата, во кој знак е Сонцето за сето ова време. Иако сме на почеток, ние генерално темата на Водолијата ја чувствуваме интензивно. И тоа можеме да го видиме, мислам, ако сме живи последниве 10-20 години, гледаме колку брзо се случуваат промените во технологијата, но и не само во технологијата, колку брзо се случуваат промените во нас и како ние се прилагодуваме да излеземе во пресред со тоа што ни се случува. Односно, континуирано сме под одреден притисок, како да сме на газ за сето време и чувствуваме потреба да менуваме. Чувствуваме потреба да влеземе нови, чувствуваме потреба да живееме поинаку од тоа што сме научиле до сега, да бидеме, да се доживуваме и да веруваме дека сме. Ова е таа полетна, еволутивна енергија на Водолијата, која го одредува ритмот на движењата за наредните 2000 години. Колку по сме усогласени со оваа енергија, толку по-лесно пливаме во овие води, кои навистина не се воопшто мирни води, туку е навистина брзо и интензивно движење кое од нас бара да се усогласиме. Ништо не е како што било и ништо не може да биде повторно како што било. Но ова не учи Водолијата. Не учи да гледаме со отворени очи, со отворен ум и отворено срце кон можностите за тоа не само што можеме да создаваме, туку што ние навистина сме. На територија на Водолијата секој еден сме повикани да учествуваме во создавање на овој еволутивен процес, во
прилагодување со новите принципи, со новиот квалитет на енергија кој ни е достапен додека Сонцето е во знакот на Водолија. Оваа енергија е интензивна, оваа енергија е ментална. Водолијата представува воздушен знак и токму затоа брзината е навистина непредвидлива. Планетата Уран владее со Водолијата и токму затоа и ги имаат истите квалитети. Уран е планета на неочекувано, планета на новост, планета на тоа што не можеме ни да осмислиме како ќе биде и што ќе биде. Едноставно, таму каде што е Уран, прави промени. А Уран е сега моментално во знакот на Бик, што значи вистински реални промени на Земјата во однос на природата, во однос на нашата природа, на телото, се неопходни и се случуваат независно од тоа дали сакаме или не. Противно од Сонцето, месечината и Сатурн под аголо 90 степени е Уран во знакот на Бик, што ни окажува како треба и на што треба да обрнеме внимание лично, индивидуално и заедно како заедница, за да направиме вистински темелни промени во времето на Водолија. Водолијата не прашува дали ние сакаме или не сакаме промени. Та едноставно е елемент воздух, никогаш не застанува. Но бара од нас да имаме чувство за заедницата и нашите активности да бидат прилагодени кон доброто и за себе и за сите. На територија на Водолијата, кога зборуваме за нашето индивидуално себе, секогаш се поврзуваме со индивидуалното себе кое е креативно, автентично и индивидуално само за нас. Оваа е енергијата која сакаме и оваа е енергијата со која се поврзуваме додека сме во под влијание на Водолија. Само со поврзување во автентичното себе ние искрено и вистински и од срце допринесуваме во заедницата. Заедницата е голема тема додека сме во знакот на Водолија. Како ти допринесуваш во заедницата? Како јас допринесувам во заедницата? Од кој простор? Со Сатурн до Сонцето и месечината во знакот на Водолија, навистина интензитетот станува силен. Сатурн ја представува нашата мудрост, нашата дисциплина, нашето трпение. Нашиот внатрешен учител е Сатурн. Сатурн секогаш не потсетува на нештата, на реалноста, која има ограничувања, која има систем, која има темели, која има своји физички околности кои треба да бидат почитувани. Но тука спаѓаат и нашите дарби. Сатурн не учи и за тоа зошто сме ние тука дојдени и што конкретно ние остваруваме на физички план. Меѓутоа, во однос на енергијата, Сатурн го представува минатото, додека Водолијата ја представува иднината. Сатурн представува институциите, додека Водолијата ја представува индивидуата и слободата и народот и заедницата. Сатурн ги представува авторитетите и правилата, додека Водолијата го представува универзалниот принцип, кој секогаш се движи кон напред и не држи кон назад. Енергијата на Сатурн во овој период можеме веднаш да ја забележиме. Ако чувствуваме дека цврсто стегаме кон тоа што сакаме да е како што е да остане, цврсто стегаме до нашите верувања, сакаме да се вратиме во некој период кога ние сме мислеле дека е идеален период за нас, тоа е енергијата на Сатурн.
Но сега Сатурн во Водолија не предизвикува уново да ги испитаме нашите системи, нашите авторитети, нашите институции, нашето минато, од каде доаѓаме. И наместо да се бориме со тоа што повеќе не функционира, да најдеме излез во поврзување со своето автентично себе и да градиме од автентичниот простор на креативната енергија, која секогаш тече во проток со универзалната енергија. Значи, како да знаеме ние на која фреквенција сме? Ако чувствуваме дека сме во хармонија, има проток. Ако сме на повисока фреквенција, ние природно се усогласуваме со енергијата која ни е достапна. Но ако има отпор, ако има буткање, ако има болест, ако има нетрпение, ако чувствуваме неугодност, ако чувствуваме болка, ако чувствуваме тага, тоа се знаци дека нашата Водолија не повикува да излеземе од тој Сатурн простор, минат простор, ограничен простор, кој не ограничува и да градиме од просторот на нашата нова визија. Каде ни е достапна оваа нова визија? Оваа нова визија е достапна во нашиот отворен ум. Како култивираме отворен ум? Отворен ум мораме да култивираме. Со скрстени раце ние не култивираме отворен ум, со скрстени раце можеме само да ги повторуваме истите образци на Сатурн кои не држат заробени во минатото. Но наш универзумот не чека, секогаш ни дава знаци на најразличен начин, а тие знаци се преку планетата Уран. Уран не чека никого, едноставно ги прави промените. Сакаш согласи се или колку повеќе си против моменталната енергија, толку повеќе отпор чувствуваш. Отпорот создава дополнително фрустрации и едноставно резултатот е дека не сме среќни. А што е среќа? Среќа е да бидеме усогласени со космичката енергија. Со што се усогласуваме? Се усогласуваме со нашето физичко тело, со нашето ментално тело и со нашето светло тело. Секој медитативен круг ни е посветен на поврзување со тоа што е активно, со тоа што е живо, со тоа што е безвременско. Нашето конечно себе го поврзуваме со нашето бесконечно себе и ја уживаме слободата посакувана од нашата Водолија, од нашиот автентичен простор. Водолијата не учи дека ние сме антени. Нашето тело е простор во кој воздухот овозможува да се одвиваат сите метаболички функции. Нели? Без движење во нашето тело, телото не може да постои. Нашиот ум е воздух. Дали сме приметиле колку брзо се менуваат мислите? Тоа е благодарение на тоа што воздухот секогаш ја движи мислата, а мислата е уште полесна од физичкото тело. Нашата душа се движи благодарение на животната енергија. Во нашето тело, кога доаѓаме на овој свет, доаѓа душа. Додека сме живи, оваа душа исто може да се движи и не е секогаш фиксна. Што ја движи душата? Повторно, енергијата на воздухот. Значи, без воздух не може да постои ништо. Воздухот е елементот кој овозможува нештата да се движат. И токму затоа никогаш ни застанува. Дури и трансформацијата на смртта нема статичност. Тоа е процес во кој повторно се случува движење, се разградува телото, мислите се абсорбираат во големиот облак, душата се абсорбира во големото единство, каде што од секогаш и припаѓа. Како воздушен
елемент водолијата ни укажува дека поради оваа леснотија на движење, се што сме ние сме вибрација. Нашето тело вибрира, нашиот ум вибрира, нашата душа вибрира. Сега, со што вибрираме? Имаме две опции, кои не можеме да ги избегнеме. Или вибрираме со тоа што е достапно околу нас, а тоа е колективната вибрација, која е формирана од нашата колективна енергија. Секоја индивидуа, јас како индивидуа со тело, ум и душа, вибрирам во колективната вибрација. И потоа по висока фреквенција е божествената вибрација, која вибрира во божествените сфери на проточна енергија, и ова е по висока фреквенција, независна од нашата колективна свесност, односно несвесност. Нашата слобода ја доживуваме на повисока фреквенција, на божествена фреквенција. Во затворот на колективната свесност, односно несвесност, ние се чувствуваме заробени. Сатурн не држи заробени во колективната свесност, се додека не ги научиме лекциите на Сатурн во Водолија, а тоа е дека можеме да градиме од суптилниот аспект на нашата пранична сила, а не стагнирана енергија која држи одредени структури, авторитети и вредности кои не се усогласени едноставно со космичките закони. Тогаш како да се усогласиме со нашата космичка универзална енергија? Едноставно кажано, кога ја вибрираме божествената енергија во телото, умот и душата. Тоа го правиме денеска со нашата медитација за водство. Од каде добиваме водство? Водство добиваме преку нашата интуиција. Каде е сместена нашата интуиција? Во нашиот медитативен ум. Каде е нашиот медитативен ум? Нашиот медитативен ум е способност која ја развиваме со пракса. Со развиен медитативен ум ние имаме можност да се поврземе и да останеме поврзани со повисоката фреквенција која ни е достапна надвор од глобалниот облак на свесност, односно несвесност. Денеска, кога месечината е најтемна, пред да го почне својот нов циклус, е период кога рефлектираме во себе, гледаме во нашиот Сатурн, што е тоа што држиме, гледаме во нашата Водолија, што е тоа што сакаме да создадеме, гледаме во нашите емоции, од кој простор создаваме, и гледаме во нашето Сонце, кои чекори ги превзимаме за да создадеме во реалноста. Ова го одредува квалитетот на нашата фреквенција. Медитациите, мантрите, пранајамите не усогласуваат на повисока фреквенција. Со медитацијата за водство, нашиот ум е прочистен, имаме јасност и бистрина, која ни е потребна токму сега, за од утре веќе да започнеме нашата нова фаза, нова месечева фаза. Се радувам што имаме можност заедно да медитираме денеска, кога воздушната енергија е многу активна. Лесно можеме да се изгубиме во мислите и планирањето. Тоа е еден аспект на Водолијата како воздушен знак, да стане уште пооптеретен и хаотичен. Но убавината е дека истата оваа енергија ние овде кај ја канализираме, и истата таа енергија која може да биде хаотична, ја канализираме да биде фокусирана, јасна, кристална и да не проектира таму каде што нашата будна Водолија сака да се движи. А тоа е
универзалната космичка еволутивна енергија која секогаш е во движење. За денешната медитација можеме да ја правиме во било која исправена, во било која положба, се додека рбетниот столб е исправен, безбедна е и за бременност, безбедна е и додека сме во циклус. Сега ќе ги кажам инструкциите за медитацијата, седни исправено. Медитацијата за водство има два дела. Во првиот дел, рацете се пред диафрагмата, пред срцето, лесно ги држиме споени на месечевата страна и Меркур, со мал отвор помеѓу малите прстиња, сосема малку има отвор. Палците се лесно во страна. Главата е надолу кон клучната коска со брадичката. Гледаме во дланките, но скоро и ни се затворени очите. Значи, сосема малку се отворени гледаме во дланките. Тука дишаме во одреден ритам. Имаме 10 делови на вдишување, 10 сегменти на вдишување преку носот и 10 сегменти на издишување преку нос. Овие вдишувања не се долги, туку се многу кратки, како сипови воздух, како сипна вода помалку кога пиеме, така зимаме преку носот помалку прана, помалку воздух, се додека не се наполни целиот дишечки капацитет. Потоа, исто на истиот начин издишуваме во 10 сегменти. Во вториот дел, рацете се во гијан мудра на колена. Во вториот дел, 8 пати кажуваме на вдишување. Вахе, 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 вахе. Издишувањето ни е кога кажуваме гуру 8 пати. Гуру, 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 гуру. Мантрата кажуваме монотоно во рамномерен ритам. Намести ја положбата, првиот дел медитацијата 11 минути, вториот 5 минути. Ако ти е потребна поддршка, стави нешто под цанникот или под колената и да останеш исправено за сето време на медитацијата. Во првиот дел, додека го правиме дишењето, ментално ја слушаме мантрата на вдишување. Вахе, 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 вахе. 10 пати, на издишување гуру, 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 10 пати. Намести мудрата и почнуваме.
Za kraj vdiši globoko i celosno. Suspendiraj izdihot najdolgo što možeš. Zatvori oči, fokuskaj tretje oko i polekaj izdiši. Izdiši, izdiši. Spušti giracati ispravljeno v Gyan Mudra. Ke počneme vednaš, najprvo slušni me i posle priključi se. Vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 guru, 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 vahe, 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 vahe,
Wahe Guru 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 Wahe 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 Guru 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 Wahe 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 Guru 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 Wahe 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 Guru 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 Guru. Diši globoko. Suspendiran zdivo, drži najdolgo što možeš, fokuskaj 3 oko, slušaj mantrata mentalno. Полека издиши, преко должината на орбитниот столб издиши, издиши, издиши. Издиши. Медитативно остани во себе и препознај ги квалитетите на стабилен ум и бистрина внатре во главата. Да се најдеме во овој божествен простор, во која е тишина, спокој и радост. Диши длабоко. Издиши. Вахегуру. Среќен нов почеток за сите. Ти посакувам бистар ум, чиста проекција и големо поврзување и припаѓање со
твоята автентична креативна енергија. Протри дланките. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Сатнам. Љубов за сите, мир за сите, светлина за сите. Сатнам. Ти благодарам за учеството. Навистина, секое учество допринесува во прочистување на нашата будност и нашата свесност. Ако имаш корист од ова што го правиме тука, секако сподели за и твоите пријатели и блиски да може да уживаат бенефит од нашите заеднички собирања. Секој што сака е добредојден во нашиот медитативен круг. Сатнам.